Добар ден, почитувани гледачи. Добро дојдовте во уште едно ново видео издание на порталот Работник. Денеска наш гостин е професор доктор Лазар Јовевски, кој што предава на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Со него ќе зборуваме на повеќе теми, меѓу кои ќе бидат намалувањето на работното време, скандалот кој што се случи со компаниите кои што зедоа државна помош, а не исплатија минимални плати на работниците и така натаму. Останете со нас, во продолжение следува и интервјуто со професор доктор Лазар Јовевски. Дали според вас треба да се скрати работното време? Работното време е всушност една област која што е повеќе слојна и која што влие повеќекратно на работните односи, како на работникот, така и на работодавачот. И секако уредувањето на работното време треба всушност да биде концепирано на тој начин што да одговара и на потребите на производниот деловниот процес, односно на работодавачот, но и на вработените. Самото прашање дали работното време треба да се намали, претпоставам Бобан, сметате на она работно време кое што се однесува на 40 часовното полно работно време, кое што согласно Законот за работните односи всушност е и работно време предвидено на територијата на Македонија во сите дејности и во јавниот сектор и во стопанството. Ако ме прашувате за тоа, мојот одговор е да. Сметам дека има простор да разговараме за скратување на работното време и генерално како концепт да разговараме, да дискутираме на таа тема, да ги размениме мислењата со повиканите во оваа област. Тоа се секако стручната јавност, тоа се секако синдикатите, работниците и секако работодавачите, но и владата, односно Министерството за труд, кое што ќе треба да евентуално одговори на овој предизвик, од една страна, а од друга страна сметам дека исто така треба да разговараме и фокусирано на во определени области, сектори, дејности, каде што е реално изводливо во скоро време да дојде до одредено намалување на работното време. Така. Сега следно прашање, кои се придобивките од скратувањето на работното време од 40 часа? Видете, јас сметам дека работното време за почеток треба да се скрати, да зборуваме за постепено скратување на работно време и во одредени области каде што тоа е пред се можно, токму заради придобивките кои што сметам дека се на достап со таквиот начин на менаџирање на работното време. Имено, станува збор за, би рекол, скратување на работно време од час, час и половина до 2 часа за почеток. Зборувам за работната недела која што изнесува 40 часа и како што велам во одредени сектори, а придобивките, за да зборуваме за придобивките, мора да посочам за кој сектор всушност размислувам и за кој сектор станува збор. Кога велам дека во Македонија има услови да се скрати работното време и зашто директно и лично се залагам, пред се мислам на скратување на работното време во јавниот сектор. Скратувањето во јавниот сектор може да се изведе на начин што всушност би се скратила работната недела за 2 часа. Секако за ова може и да се разговара, што би било идеално, најефективно и наједноставно изводливо, со тоа што работната недела би можела да трае 38 часа и скратувањето на работното време би требало да се договори. Јас предлагам, советувам тоа да биде или на средина на работната недела, среда, или да биде во петок, значи на крајот од самата работна седмица, работна недела, каде што вработените би можеле да порано, релативно порано, 2 часа порано, да се заминат од работното место, да се упатат кон своите домови или кон други активности кои што би можеле да ги извршуваат. Сето ова
го зборувам токму од аспект на придобивките. Имено, придобивките се повеќе слојни, исто така. Прво, со скратувањето на работното време, вработените имаат можност да се почувствуваат дека стваруваат зголемен број на права и тоа де факто да го почувствуваат, значи реално и конкретно. Значи работното време е област каде што работодавачот може многу едноставно видливо да менаџира со работните услови кои што се однесуваат на вработените. Доколку се скратува работното време, задоволството кај вработените расте, доколку работното време се зголемува, незадоволството расте дури и тоа да е платено. Истражувањата покажуваат дека и кога работното време прекувремената работа се плаќа до одредена граница, до одреден праг на задоволство се постигнува кај вработените, а потоа ако тоа продолжи континуирано, дури да се плаќа таа прековремена работа, сепак се јавува одредено незадоволство и премор, измореност на самите вработени. Значи, на овој начин, со скратување на работното време, фокусирано зборувам за пред се јавната администрација, за административните службеници и вработените во јавниот сектор, всушност ќе добиеме задоволство кај вработените, ќе добиеме една поголема ефикасност. Како поголема ефикасност? Некој ќе каже, па 2 часа се губат на неделно ниво, зарем ќе добиеме поголема ефикасност. Да не ги мешаме нештата, значи ефикасност, значи ефикасно, професионално извршување на работните задачи. Ние можеме да работиме, што вели народот, од сабајле до вечер, меѓутоа ефикасно да не ја извршуваме работата, односно имаме ефективно работно време и општо генерално работно време. Јас сега зборувам за ефективното работно време, односно работното време каде што вработените реално, де факто ги извршуваат професионално, стручно работните задачи, каде што нивната работа дава плод. Кога ќе го, доколку ви го намалиле работното време, ако се земеме од предлог од 2 часа на неделно ниво, тогаш задоволството расте, а ефикасноста се зголемува. Тоа значи дека самата релаксација кај во внатрешниот комплекс кај личноста кај вработениот создава поинаква волја, добра волја и поинаква мотивација да всушност вработениот пред останатите сати од работното време работи попосветено, работи пофокусирано, за да ја заврши работата, таа која што му е дадена од самиот работодавач, за да ја заврши, ја заокружи и да се замине порано. Дали тоа ќе биде во самиот ден петок, кога би можело да се намали работното време во утринските, во претпланените часови, па и после тоа да се фокусира вработениот на извршување професионално на работните задачи, тоа би било претходните денови, каде што вработениот заедно со работодавачот, секако под негов надзор и контрола, би ги планирале работните активности во текот на целата недела. Всушност, ефикасноста, истражувањата покажуваат дека на тој начин ефикасноста се зголемува и тоа предизвикува задоволство кај работодавачот, а на крајот на денот работното време е намалено. Намалено работно време, зголемена ефикасност, задоволство кај работникот, задоволство кај работодавачот. Ова е многу важен момент и сегмент, затоа што, бидејќи зборувам пред се за јавниот сектор, но секако и бизнис секторот не го исклучувам од ова стратегија и овој концепт на ефикасно намалување на работното време. Всушност, значи да во јавниот сектор на крајот плодовите не ги уживаат само вработените и работодавачите, нивните шефови, дали се тоа раководители, министри, директори во јавни установи и слично, туку и самите клиенти, односно граѓаните кои што се корисници на услугите од вработените во јавниот сектор. Ако вработениот во јавниот сектор е позадоволен, ако неговата работа му причинува задоволство, тогаш и услугата која што ќе ја нуди, истражувањата покажуваат дека ја нуди поквалитетно, а тоа значи и поголемо задоволство кај оној кој што е корисник на таа услуга, тоа сме сите ние граѓани во оваа земја кои што користиме услуги од вработените во јавните државните институции, организации, министерства и слично. Така да во овој контекст јас ова што го размислувам, што го предлагам и што го промовирам, всушност го гледам трослојно во однос на кои би биле придобивките. Значи придобивките би биле и за вработените, би биле и за работодавачите, значи за самата влада и државните институции,
но секако многу важен сегмент е и задоволството кое што би требало да се промовира кај клиентите, односно кај граѓаните корисници на услугите. Ние на овој начин, јас доколку има скепса, нели, кога ова го објаснувам и го слушам кај почитуваните гледачи и слушатели на овие мои предлози, всушност би упатил следен апел, а тоа е дека на овој начин не можеме ништо да изгубиме. Можеме само да добиеме, па да пробаме, да видиме дали тоа би можело добро да се примени во пракса и каков плод, какви ефекти би дал овој предлог. Тоа значи дека ако се случи да во практичната имплементација на евентуалните измени на законските решенија за работното време, односно неговото намалување, во пракса не се постигне очекуваниот ефект, тогаш веројатно ќе треба повторно да седнеме, да разговараме, да видиме каде е проблемот и доколку системот не може да функционира ефикасно со намалување на работното време, всушност би можеле да направиме ревизија, односно повторно да размислуваме за враќање на старото, подолго работно време или нешто трето да се размислува. Меѓутоа, искуствено, лично тврдам, но не само јас, туку и анализите кои што се пред се европски, бидејќи кај нас немаме подетални, подлабоки анализи во овој контекст, анализите во Германија, анализите во Норвешка, во Финска, во Австрија, во Франција, особено во јавниот сектор во Франција, покажуваат дека ова алатка која што се предлага и се промовира сега и кај нас, всушност дава добар ефект, дава добри плодови, дава едно задоволство кај сите страни во работниот однос. Еле, на крајот на денот, секако јас ја гледам работава и на следниот начин. Не е толку важно колку време поминуваш ти на работа. Многу е поважно, според мене, како ја извршуваш работата и за колку време ти е потребно да завршиш работата. Впрочем, се случува во голем број на институции, но и во стопанството исто така, каде што ми споделуваат и синдикалци, вработени, па и сами работодавачи, дека не е секогаш потребно вработениот да работи полно работно време за да си ја заврши работата. Има работници кои што работат поефикасно, побрзо, а квалитетно, им треба помалку време да сработат, да се ја завршат работата на некој подолго. Меѓутоа, генерално ефикасно, ефективно работно време од 8 часа во македонски услови, наодговорно тврдам дека многу ретко вработени работат ефикасно 8 часа, особено во јавната администрација, која што по својата природа, по својата суштина е така организирана и концепирана не само во Македонија, туку и во Европа, па и низ светот, каде што ефикасното работно време од 8 часа е речиси невозможно во буквална смисла да се земе, дека се исполнува и дека вработениот 8 часа, да ја тргнеме паузата 7 часа и 30 минути, ефикасно, без престан, работи нон-стоп и ја завршува. Не велам дека нема одредени места работни кои што и во себе инкорпорираат таков тип на вршење на работни задачи, но пред се во тие во стопанството и не се толку чести. Мудрите работодавачи, веќе и во Македонија, ако дозволите да ја проширам се тука малку и темата и областа и опфатот во односно за работното време, не само во јавниот сектор, туку да спомнеме за стопанството, всушност познавам работодавачи во Македонија кои што веќе одат чекор понапред и ги имплементираат добрите пракси од Европа, а тоа е да на своите вработени укажуваат дека може да работат и помалку, но им даваат тајминг од толку до толку часот секако да се на работното место и работата да биде завршена во полното работно време од 8 часа, но доколку вработените ја завршат во пократко работно време, да речеме во рок од 6 часа, со поднесување на усен или писмен извештај дека работата е завршена, можат и да заменат од работното место и порано, без никаков проблем. И јас би ги рекол тие работодавачи визионери, односно луѓе кои што се грижат да компанијата оди напред, а разбираат дека за да оди компанијата напред, за да врви работата на подобро, многу е важно задоволството на вработените.
ако вработените си ја сакаат работата, ако се задоволни од работата, ако гледаат флексибилност кај работодавачот, без разлика дали е јавен сектор или стопанство, тоа е еден од мотивационите фактори кои што им влијаат на вработените да извршуваат работата поквалитетно, па и побрзо. Дека треба да се почне од администрацијата со скратување на работното време. Па од 2 или 3 причини пред се. Првата причина е што релативно таму е по-лесно и по-унифицирано може да се изведе целата, би рекол, операција за скратување на работно време. Второ, затоа што ефектот, односно последиците од таквиот начин на менаџирање на работното време би биле многу побрзо и многу појасно видливи во однос на стопанството. И третото е затоа што самата организација, а зашто претходно споменав, на јавниот сектор во Македонија, но и на секаде, и во Европа, и во други земји на светот, е така поставена да всушност дозволува одредена флексибилизација на работното време. И технички и суштински полесно да биде изведена во рамките на тој процес, така што сметам заради овие 3 причини ние би можеле релативно брзо, едноставно, лесно да ја провериме ова теза, но не само теза, туку и добра пракса во голем број на европски земји, која што се повеќе се заговара и сега во рамките на актуелната ситуација со пандемијата од COVID-19, да пробаме да примениме, да имплементираме во нашите македонски услови. Затоа сметам дека е добро, а како четврта дополнителна основа или фактор, индикатор кој што сметам дека ќе даде поместување на нештата во рамките на трудот во Македонија е што бизнис секторот би можел да ги види придобивките, плодовите од тоа што се случува во јавниот сектор и да го прати јавниот сектор, па да се остави во прво време на слободна волја на работодавачите. Зошто мислите дека ќе го следат примерот од јавниот сектор? Јас мислам дека со тоа ќе оди малку потешко. Видете, не велам дека ќе оди лесно во бизнис секторот, може да оди тешко и во јавниот сектор ако има отпори. За сега гледам дека овие мои иницијативи се релативно добро прифатени, за сега зборувам, од социјалните партнери, меѓутоа како во која насока сето ова ќе финишира, секако не зависи секогаш само од мене. Јас како професор, како човек кој што искрено работи на ова поле, се залага за работни услови кои што се достоинствени и за работниците, но и за работодавачите, каде што ја промовирам платформата на партнерство, градење на партнерски односи во трудот помеѓу работниците и работодавачите, без разлика во кој сектор, можам да допринесам до одредена степен, до одредена граница во надминување на одредени проблеми. Меѓутоа, сепак тука има и органи државни кои што ќе треба да ја финишираат целата работа и целијата постапка, но зошто мислам дека би можеле да ја видат добрата страна на ова во бизнис секторот? Затоа што секој мудар работодавач, кога ќе преиспита и кога ќе размисли логички, непристрасно, несуетно, што на него му е битно? Дали да работените бидат на работно место и да работат ефективно 6 часа или 5, а да присуствуваат 8 часа на работно место, или еве нека се и 7 часа ефективни, 1 час да го губат, само заради некои други активности, всушност на крајот на денот ќе разбере дека на тој начин не само што ќе бидат задоволни работниците, не само што ќе има поголем прогрес на тоа што го работи, туку и трошоците ќе му се намалат. Ќе имаме и помали трошоци. Но велам, во стопанството има работни места каде што производниот процес е таков да не може да се концепира, да се намалува работното време. Има работа во смени. Сега работата во смени ќе треба, посебно тој дел, да се осмисли доколку се сака да се воведе работно време. Но особено во областите во бизнис секторот каде што работниците се трошат, силно согоруваат, брзо согоруваат на работните места,
И особено оние работни места кои што имаат повторувачка, рутинирана работа, треба да се размислува за скратување на работното време, барем за почеток символично, барем половина час, 45 минути до час. Ја ве апелирам да самите работничи да размислуваат непристрасно на овие нешта, заради тоа што самата работа го всушност го троши работникот, и тогаш тој се чувствува и поробен и навистина не е задоволен. Не е задоволен од работата, не е задоволен од работодавачот, од фирмата, не збори добро за фирмата и за работодавачот, не е задоволен од општата ситуација во земјата, не е задоволен од себе си, од се. Такви луѓе среќавам многу во Македонија, и во јавниот сектор, и во приватниот сектор. И ако сакаме да градиме здраво општество, здрави индивидуи во секој аспект, не само физичкото здравје, туку и душевното и психичкото здравје, мора да го земеме аспектот и на здрави работни места. Работното време е еден од факторите кој што може да влијае на безбедноста и здравјето на работните места. Делот од системот на безбедност и здравје при работа е и работното време во поширока смисла сватено. Не е значи само да заставиш шлем, ракавици и некои други заштитна опрема, туку и самото работно време е силна алатка која што може да помогне за креирање и создавање на безбедни здрави работни места. На долги стази здравите и безбедни работни места му носат заштеда на работодавачот, намалување на трошоците, а во спротивно трошоците растат, и тоа го покажуваат сите истражувања не само во рамки на Европа, не само во Македонија, туку на светско ниво. Има конкретни бројки, сега не би сакал да оптоварувам со тоа, колку, например, една фабрика во Германија од автомобилската индустрија на годишно ниво троши пари, средства за подобрување на аспектите за безбедни работни места, наспроти состојбата каде што не би се подобрувале безбедните и здрави работни места, колку тоа е трошка компанијата во делот на здравственото осигурување и здравствениот систем и здравствената заштита, така што бројки има, статистики има, сите укажуваат на ова што ви го споделувам сега и на вас. Боби. Во ред. Сега ќе се осврнеме на една друга тема која што предизвика бурни реакции во јавноста и изминатиот период. Тоа е скандалот со компаниите кои што зеле државна помош, а не исплатиле минимална плата на работниците. Како гледате вие на целиот овој скандал? Па можам да ви кажам дека самиот вие велите скандал, да, може и така да се каже дека е еден вид на скандал. Меѓутоа самата состојба, самата ситуација на овој план е таква што не е ова нешто ново, за жал, кое што ние го имаме. И мене тука ме зачуди нешто, а тоа е што имајќи одредени негативни искуства од минатото, каде што имаше злоупотреба на средства, особено во делот на оние средства кои што се дава за вработување на лица со инвалидитет, односно за вработувањето на лицата со попреченост. Всушност, во пракса, во минатото имаше државата, Министерството за труд, голем број на предизвици од аспект на злоупотреба од страна на работодавачите, и мислам дека веројатно дали таа меморија, институционална меморија затај, или немаше доволно стручност, па би рекол и добра волја да се визионерски предвидат можните злоупотреби, е една од основните причини што дојде до вакви злоупотреби и, како што велите вие, до овој скандал. Јас уште кога се носеа мерките во разни околности, прилики, ситуации, укажав на тоа дека можни се злоупотреби. Значи, пишував за тоа и во некои други медиуми споделив мои видувања врска со оваа работа. За жал, времето ме потврди, односно се покажа дека навистина оној кој што злоупотребувал во минатото, злоупотребува и денес. Па и повеќе. И оние кои што не злоупотребувале во минатото, некако секако да се охрабрија, и гледаме по бројката на злоупотреби, тоа е една огромна бројка, каде што работодавачите си дале така за слобода да злоупотребуваат помош. Всушност, тоа има негативни последици во повеќе аспекти. Не само што не е добро за нив лично,
Бидејќи тоа е еден вид на крадење и лажење, измама. И тука се одговара кривично и така натаму, па и со глоби во делот на одредбите од Законот за работните односи. Не е добро од аспект на пораката која што се праќа до вработените, не е добро за целокупниот амбиент и клима во општеството, во државата, во економијата. Имено кога веќе се одлучи на таков начин да се дава помош, кој што за мене исто така има одреден број на пропусти, аномалии, самиот концепт, самиот систем, како тоа се замисли да се дава. Кои се тие пропусти? Пропустите се пред се во неосмисленоста на целиот концепт, на целиот систем и на негативните ефекти кои што ќе може да ги продуцира во иднина со неговата имплементација. Непредвидувањето на можните злоупотреби и би рекол моментот на тоа да самите работодавачи, дел од нив немаа потреба од таква помош. Голем број на оние кои што имаа не добија веднаш, па се одоговлекуваше целокупниот процес. Лично познавам такви кои што се јавувале, кои што ми интервенирале, барале помош и совет што да се случи, кои што биле одбиени заради XY причини и каде што не се превенираше, генерално не се превенира можните злоупотреби за таа помош, како и моментот кој што обесхрабри одреден број на работодавачи, кои што мируваат, а имаат потреба, токму заради една одредба, ја нарекувам онака оној дел во каде што во фуснота, односно со мали букви се пишува, иако дека не беа мали буквите, меѓутоа во еден став од членот од одредбата се определуваше дека помошта ќе треба доколку компанијата оствари добивка да се врати во износ од 50% до 50% од таа што е дадена. И тука јас лично познавам оден број на работодавачи кои што тоа ги обесхрабри ако има потреба, меѓутоа сметаа дека ќе остварат можеби одредена добивка која што ќе биде символична, да всушност ги обесхрабри да аплицираат за овие мерки. Сега кога немате веднаш директна помош, неповратна помош, а немаше такво нешто, тогаш всушност стимулирате да работодавачите размислуваат како да злоупотребат. Сакале или не сакале? Размислуваат како се сметководствено да покажат нула или загуба за да не вратат ништо од парите. Или на почетокот барем тоа го размислуваат. После потоа размислуваат како да ги употребат парите за да им обстои компанијата, да не ги дадат на вработените, односно да им се врати на вработените. Јас познавам видни работодавачи од Скопје кои што за жал тоа го направија, тоа го разбирам од вработени. Од друга страна, не се свати дека трудовата инспекција го нема тој капацитет персонален да пред се ги покрие сите можни злоупотреби во овие, би рекол, вонредни околности на интервенции во економијата, односно во бизнис секторот. Во таа смисла, кога буквално она што велат во еден друг контекст да кажем се поклопија коцките, да дојдеме до една, би рекол, ситуација на перфектна злоупотреба. Значи, како што се погаѓаат некогаш во делов на метеоролошки услови, одредени околности, да се направи она совршена бура, така овдека се создаде совршена бура во делот на злоупотребите на средствата, бидејќи се поклопија сите работи, сите коцки некако се создадоа сите околности така да работодавачите всушност го злоупотребат. Бидејќи моралниот и етичкиот кредибилитет кај личностите во Македонија е на доста ниско ниво, зборувам генерално општествено, и тоа никој не сакам да ме свати погрешно, никого не сакам нити да навредам, меѓутоа генерално сметам дека во тој дел имаме проблем како општество, како целина, и дека во тој дел се уште треба да зрееме, без разлика дали некој е работодавач, дали некој е работник или генерално или невработен. Значи во тој дел треба да сите да работиме на промена на нас самите, но во делов на работодавачите се чини дека таа хоризонтала и вертикала во етичко-морална смисла всушност недостасува кај голем дел од нив, и тоа е сплет на околности кои што создадоа ваква ситуација како што ја имаме сега. Во ред. И имам уште едно прашање за вас, а тоа е
Вака, значи, владата побара кривична одговорност за оние работодавачи кои што кои што нели не ги исплатија платите, а зема помош. Дел од нив пак од, да речам сега, од страф ги исплатија на работниците откако беа јавно обелоденети. Сега кажете ми што се предвидува во овој случај? Како треба, какви санкции треба да им се дадат на ваквите работодавачи? Да, ова е многу важно, многу убаво прашање, ви благодарам што ми го поставивте, можеби и за крај. Всушност, поврзано е со она што го зборував претходно. Контекстот на нештата кои што ги кажувам во на етика, морал, во на претходни злоупотреби, искуства, негативни искуства на злоупотреби на средства кои што ги дава државата за одредени категории вработени или за некои активни мерки каде што се сакало да се помогне за вработување од одредени лица. Меѓутоа, генерално со самото тоа што не се постапи согласно одредбите од кривичниот законник, кои што испоред членот 247 предвидуваат кривична одговорност за компаниите кои земале државна помош, а не исплатиле на работодавачите парични средства, дека сега се зборува и за минималната плата, меѓутоа генерално станува збор за битие на дело каде што имаме злоупотреба на парични средства кои што се земаат за токму за исплаќање на одредена минимална плата. Всушност покажува дека непреземањето на брзи и ефективни чекори за пресекување на оваа појава од страна на јавното обвинителство, всушност испрати повторно порака, каде што се кажа дека добро може да злоупотребите, но еве ќе ви даваме време да се коригирате, да се справите и да ги тие пари дистрибуирате на начин за кој што и под условите за кои што сте ги земале, односно до вработените. Со тоа ние можеби дури и несвесно праќаме порака дека во нашето општество некако релативно едноставно, брзо, лесно може да се заобиколуваат законските одредби, да не се одговара. Ме сеќате, тоа беше премолчно направено. Работодавачите почнаа сами наводно да враќаат средства, да исплаќаат на работниците, меѓутоа во позадина не се спомена дека всушност тоа беше истолерирано од страна на државните институции и органи, каде што се даде неколку дена рок да тоа се заврши и после тоа следуваат одредени постапки. Како да ви кажам, во ред, има момент каде што секој може да сгреши, нели, да се коригира, да се исправи, меѓутоа кога често пати некој греши и ги повторува грешките, тогаш тоа е одраз на една генерална култура и амбиент во државата и во општеството. И во тој дел, веројатно, како сега малце пошироко да излезам од само од аспектот на работните односи, во делот на владењето на правото, ние генерално имаме предизвик кој што не е символичен, напротив, толку е силен што голем број на луѓе токму заради тој аспект и се заминуваат од земјата. И кога ќе ги надоврзите останатите проблеми околу работата, трудот, невработеноста, немањето на достоинствени работни услови, достоинствени плати за работа, скоро на се нели и непостоење на кохерентен, на изграден демократски систем на владење на правото, тоа е силен мотор за заминување надвор од земјата. И сето ова јас го гледам во оваков контекст, малку пошироко. Се надам бев и конкретен за некои прашања кои што ми поставивте, но мораме да излегуваме од конкретноста, да одиме пошироко и повторно да се враќаме во конкретноста, за да имаме и големата слика, но и реално фокусирано да решаваме одредени конкретни проблеми кои што не засегаат и како економија, и како општество, и како трудово-правен систем. И само имам за крај едно подпрашање. През кога го споменавте Државниот инспекторат за труд. Дајте ми ваша оценка околу неговото
вработење последните 4-5 месеци од како е, нели, започната пандемијата. Кој е вашата оценка како експерт од областа на трудово право? Видете, јас сепак не се чувствувам заповикан да давам суд за тоа кој каков е, меѓутоа како професор кој што имал прилика да се запознае и со вработените од трудовиот инспекторат, и со работата која што ја работат, и конкретно да разговарам со инспекторите, јас знам дека они се соочуваат со голем број проблеми на самото работно место, од немање соодветни услови за работа, од плати кои што се според мене недостоинствени за такова одговорна работа, па се до недостаток од персонален недостаток на вработени во трудовиот инспекторат, како во оделението за труд, така и во оделението за безбедност и здраве при работа. И мајќи ги во предвид сите овие околности, верувам дека голем дел од овие инспектори се трудат да завршат работата како што треба, но има едно големо но, сепак се чини дека впечатокот кај граѓаните во однос на професионалното вршење на работните задачи на инспекторите, односно како го вршат надзорот и контролата во работните односи, не е секогаш во прилог на оваа институција, односно има голем број на граѓани вработени кои што сметаат дека трудовиот инспекторат не си ја завршил работата како што треба и во минатото и во овие околности. Овие околности се вонредни како за сите нас, така и за нив. Да не заборавиме дека и тие се вработени, и тие се работници. Иако вршат контрола и надзор на работниот однос во други компании или јавен сектор, но и тие се работници и тие поминуваат низ проблемите, искушенијата како и други вработени во други државни јавни институции или во бизнис секторот, се соочуваат од лични ситуации на психолошко вознемирување, мобинг, дискриминација и така натаму, до објективни околности на неможност на вршење квалитетен надзор и контрола. Така да мислам дека трудовиот инспекторат во следниве години треба да биде подложен на една, би рекол, силна реформа и во однос на едуцирањето на самите инспектори, јадење на нивните лични капацитети, но и зајакнување на самиот инспекторат во делот на нови вработувања, професионалци, луѓе, но пред се луѓе кои што имаат морален и етички кредибилитет да вршат надзор и контрола. Значи луѓе кои што се достоинствени, кои што не се подкупливи и кои што професионално би извршувале работата и секако соодветна заработувачка, односно плата, која што би требало да оди во нагорна линија за вработените во овој државен орган. Така што, гледате, генерално, барем според мене, не можеме да кажеме дека работите за секогаш црно-бели и кога збориме и за ваков тип на институции, мора да ги гледаме работите подлабоко, ако сакаме искрено да ги решиме проблемите. Инаку ние можеме да кажеме таа е супер институција или да кажеме дека таа институција е за никаде. Меѓутоа не е ни едното ни другото точно. Значи има работи кои што треба да се подобруваат, кои што не се добри и тие треба да се детектираат, но има работи кои што се добри, треба да се надградуваат и да се промовираат како добра пракса. Но да не заборавиме дека во секоја работа, па и во трудовиот инспекторат, столб се луѓето, индивидуите, лицата кои што се вработени. Ако тие се кредибилни и ако си ја сакаат работата и се вршат добро работата и со лоши услови, и со мали плати и со други проблеми, они ќе ја вршат добро работата. А ако го имаат капацитетот го имаат аспектот всушност на манипулирање, на злоупотреби, да би рекол еден криминоген дух кој што кај индивидуата се развива и расте и создава една внатрешна субјективна да речам флуктуација, колку и да му ја зголемувате платата и да му дадете биро позлатено и не знам каков лаптоп и какви услови и соработници, асистенти и така, тој повторно ќе гледа да злоупотреби. Затоа апелирам и повторам, многу се важни персоналните решенија за оваа институција, но и генерално за секој работно место. Многу е важно кои луѓе работат. Дали се вистинските луѓе на вистинските работни места. Ви благодарам професоре што се согласите да направиме едно интервју со вас.
Благодарам и за можноста и за поканата да разговараме на овие важни теми, верувам отворено, искрено, а за добробит на граѓаните, на работниците, на работодачите, но и на целата држава. Така, ви благодарам и имајте убав ден.